Еве и како што најавив, продолжуваме со Студио 10 со првиот гостин, доктор Владимир Илиев, еден од иноваторите во Македонија кој што има патентирано производи надвор од земјава. Докторе, благодарам што прифативте да бидете гостин во Студио 10 на телевизија 24. Хвала на поканата. Така. Еве, како новост да го започнеме овој разговор, на што моментално работи иноваторот Илиев? Иноваторот Илиев, така наречен некој си стоматолог по вокација, доаѓаме до ситуација да сега произведуваме електрична енергија буквално од кинетичка и магнетна енергија. Тоа е многу едноставен начин, мислам за мене. Иначе може да се произведат огромни количини на електрична енергија за домашна употреба, може за индустријска и така натаму, што во ова ера на криза, што не ќе треба да земаме ни никакви, било какви позајмици, кредити од надвор. Ќе подигнеме стандардот на населението едноставно и автоматски решаваме целата криза. Воедно со отварат многу работни места и мислам дека тогаш веќе интелектуалната сила, што многу ни значи младата сила, нема да излегува толку надвор, бидејќи овде ќе биде добро наградена. Така. Може ли пластично да не го доловите тој процес за каква енергија, обновлива или пак? Обновлива е, влогот е зеро, односно нула фосилни горива, нус продукти нула, чак што више нити има било какво зрачење, не ослободување на никакви ppm честици, така да токсичноста е сведена на негативна нула. Така. Се сведува само на трансформација на кинетичка енергија со помош на магнети кои што може да постигнат огромна ротација. Така доста работи видов. Кинезите отишле доста напред, јапонците, индијците исто така. Чак што ише бев изненаден кога бев во Африка, видов некои слични такви модификации кои што јас ги употребив, ги споив сите три одеднаш. Така, така. Дали тоа го практикувате во вашиот дом или пак во некои други објекти? Сега за сега не, затоа што барам дозволи. А кај нас знаете каква администрацијата. Токму тоа сакав, каква е процедурата за сето тоа? Процедурата, вака ќе ви кажам, прва уште пред низа години беше работата, пошто имам доста патенти, бев со хидрогенот, отидов во Фитор, која што беше во трговски центар. Викам, потребно ми викам за, имаше тогаш некаде 100 нешто милиона евра требаше да се дадат за нови иновации. Вика, треба да направите физибилити студија, треба комисии, треба не знам што и така натаму. Добре, викам, ајде да скратиме, дајте ми, викам, за бели коњи, бели магариња, како беше. И едноставно тогаш се изнасмеа. Па добро, дадовте за бели магариња, чекајте бе луѓе, јас ви давам нешто енергија, вие се не сакате тоа. Толку беше разговорот и после не полмесец се затвори таа агенција, пошто видов дека е само за, верувајте, не сакам да оттужам никого или перење или кражба на пари. Така. Меѓутоа, сепак дома користите друг начин на енергија од стандардна. Тука имаме, донесовте ви како прилог сметки од компанијата Евана, каде што неколку месеци 0 денара сметката, така? Еви доказ. Јас не ги печатев овие, ќе видите наплатени све, може ако може да прикаже камерата. Дека се работи за сметки, веќе неколку месеци кои што се 0 денари. Тоа беа 2015 година, каде што Евана сама ги печаташе и исклучиво плаќа само улично осветление. Тоа беше таа такса. Значи, во тој случај они немаа проценти да одбиваат на било какви екстра давачки, како што е транспорт на струја и така натаму, па сати одржување и тоа е све. Ко резултат на тоа беа едно 7-8 месеци 0-0, дојде инспекција од Евана. Контрола практично да види што се случува. Малку непријатно дојде кога некој ќе ви каже дека крадете. Тоа е еден инженер, вика, од каде, вика, ние на улица го исклучуваме, а вие имате струја. Викам, ја сам ја произведувам. Тогаш беше со хидроген. Вика, ти, не си доволно квалификуван, ти си, вика, забар. Викам, добре, еве ти каде. И му пукна клештата во рацете,
При тоа ја свати. И како го правиш? Па нели си инженер, изволте, повели. Изволте. Ти се сакаш забар да те научи. И така заврши. Уште 3-4 такви пријави, нормално немав никакви казни, дозволено е според законот. Било каква обновлива енергија може да произведувате, да нема фосилни горива. Меѓутоа да не се продава така. И да не се продава на било кој. Тоа исклучува индивидуално производство, према потребите. Каква е постапката, процедурата и техниката на производство на таква енергија која што сте имале во вашиот дом? Тогаш беше со користење на вода, како суровина. Од неа се правеше електролиза, се добиваше водород. Имаше една поставка која што требаше измени во моторите да се направат така. И имаше неограничена количина на енергија во едно парно грејење. Така натаму можете, пошто со хидрогенот може да постигнете до 3000 степени. На неколку конгреси имав така добри трудови, кај што дојде и од Ломоносов професор и вика, како, пожалуйста, како сте го решиле, вика, во толку едноставен начин, вика. И тоа, наградата. Тука гледам во рацете држите некоја батерија магнет, зашто се работи, дали може да Не е магнет, тоа се ова е батерија, него е магнет е, али ова е посебен тип на магнет, во помала форма, пошто употреба многу поголеми. Може да пробате ако сакате. Зашто се работи, само да видиме. Видите, тоа се два магнета, иначе се неодимиум B52. Така. Гледам доста пробајте да ги споите. Доста голема сила. Истополни. Едниот со вртите. Сега додека пробувам да ни кажете зашто се работи. Па видите, дали ја гледате вие таа енергија што силата ја гледам, да. Не ја гледате силата. Едноставно не може да се вие се спојат, али не ја гледате, колку што и струјата не може да ја видите. Така. Таа енергија фактички ако усмерите правилно на право место, може толку голема брзина да развие, толку голема енергија, се зависи од бројот на ротациите и така натаму. Зашто се работи? Исклучува промена на магнетно поле, сега најновите што се еви возовите што ги прават во Јапан, во Кина, ги прават исклучу, тие се викат меглен мотори и буквално возот лебди. Еви вие не ги топирате, а осеќате одбивање. Ете тоа се користи исто и во таа техника. Дали во Македонија се користи ваква технологија? Не, така. Не. Значи искуството кое што го црпете од како што кажавте, Индија, Кина, Африка. Литература имам огромна. Меѓутоа имате и посетено неколку земји. Па да не кажам пола свет, без северен, јужен пол и Аљаска нормално. Така. Што досега имате патентирано, докторе? Па вака ќе ви кажам, не го правев од некоја материјална добит, нити имам нешто добиено, се сум го загуба до сега. Мислам, лично имам нешто мали символики добиено од надвор. Иначе почнав со собствена стоматолошка машина, сам си ја направи, така почна мојот приватен стоматолошки живот. Со фондот немам никакви врски, не сакам никакви работи, пошто фондот исто е така една криминогена група која што го уценува на Фондот кој што не постои сега практично. Па не знам што прават, важно не смеа да дојдат кај мене, едно се излажа, па ги избрка буквално и тоа беше сосема законски, бидејќи влегува во приватен простор, неовластено. Сега конкретно сум задржан, мислам ако почнеме, со стоматолошката, после преидов на биодизел. Биодизелот од употребено масло по рестораните, во домашќинството и така натаму, место да се затвора, се фрла во канализационата мрежа, која што на 17 степени се згуснува и ја запушува. Тоа можеше да се рециклира, да се добива ново гориво, што тој период отворите бензинска пумпа беше еден од условите да имате барем 31 стубец со биодизел. Единствена земја бевме ние тогаш, имаше поскап биодизел, а секаде беше 30% поевтин. Јас не ја видов стимулацијата на државата тука, каде што беше народ стимулиран да употребува биодизел со многу подобри карактеристики отколку што беше нормалниот дизел. Загадувањето беше многу намалено и при сите експерименти што ги имав, става со бела хартија. Остануваше бела на биодизелот, на нафтата поцрнуваше. Тоа е еден сигурен доказ. Директно еколошки производ. После дојде хидрогенот, односно водородот,
кој што е виден денес како користам во аутото ми троши 1 литар нафта На? на 100 км. Така. Иначе нормална потрошувачка му е 8. Така. Па сега рачуните дека 3000 км со 800 не се исти. Така. А потоа, со што продолживте, че нам имате некои Сега производи во најновиот Турција е кои што... во Турција, тоа што беше, требаше да биде исплата, само пазите вака. Имаме ние една беззаконие кај нас. Што всушност сакам да кажам. Фондот за иновации се во ред постои, како што и омбудсманот за правото. Ке одите ке се пожалите, а решение нема. Фондот заштитува законски, али тоа е сведен само на би или трилатерала со Мажарски, со Румунија, а на останатите земји не вреди. Бе во Германија да го заштитам, таму требаше да се плата 100.000 евра заштита, 105 и 40 во Австрија за ТИФ. И демек си заштитен во светот. И тогаш не сме заштитени. Еве, кој сега што се прават и овие квази марки по овие останатите мерки на овие земји, текстилните, вие да користите, например, Том Халфингер или Пјер Карден и така натаму, тие се ужасно скапи. А вие ги взимате за 5 евра. Се таа неконтрола или изгубена контрола во светот, така да не наоѓам некоја заштита околу таа и таа. Во нашата земја, зборите за заштита во нашата Па и во земја. нашата, ама и во светот. Во заводот И за во индустријска светот. сопственост, така? Во заводот за индустријска собственост, таму стварно прекрасен прием на почетокот имаше ова, како се викаше Ирена, мислам, господја Ирена. Да, тука беше гостинка Да, со не, вас, да, со чинем мене пред години беше. и пол, така. Она е сосема коректна жена, на време обавестува све, сите конкретно на кој треба фондот да земе некој динар, за да се плати таа заштита од 1220 евра годишно, што они не нудат позади ништо, јас некоја папирологија само гледам и ништо повеќе. Заштита никаква. Сега ќе ви кажам и тука и правосудството исто така е поставено. На кого ќе се жалите ако некој ви го украде патентот? Може само фондот да види како некој си сведок, останатото правосудството знаете има 2 или 0,2%, колку беше доверливост. 2 ли беше? 2. Колку се зголем. Е така. И се прават многу и тоа правосудство се користи во многу лоши сврхи. На индиректен, директен начин и чепнат сум за ова, за сите овие иновации. Зашто, што, како, кој стои позади, не ми е јасно. Само ова да е код државен рекет. Мене така ми стои у ситуација. А во однос на патентите и во однос на вашите производи кои што чинам во претходниот разговор ми рековте ги имате во Турција. Во Турција, да, продадов еден дел, една сума е таму префрлена, сега и таму и тие постават услови капиталот да не излегува надвор. Па и таму се во некои инвестиции, таму е направена друга централа, друг тип. Зашто се работи? Дали може или Да, предпредачи? ако ви е познат вортекс ефектот, тоа се реверзибилна вода, истата вода имаат количини големи езера имаат, мен ми треба длабочина од 50 метри и таа вода циркулира и доле произведува енергија. Многу едноставно. Биодиверзитетот се сочува затоа што има мрежи кај што треба да се полни. Сите параметри се запазени, само што и така знаете како е Турција, кај важат, кај не важат законите, али сепак сум задоволен. Швајцарците не беа исто така, тројца банкари сака евреи. Само им беше премногу скапо, а од друга страна па ги прашав, господи, вие произведувате машини за 100.000 евра, ги продавате по 10 милиона евра. Да, вика, дали знаете колку ќе заработите? Да, викам, дали вие знаете колку ќе заработите со струјата? Да, се извинувам. Тоа беше одговорот. Проба они некаде во Словачка, во Чешка, во Швајцарија и ме им дозволите и на нив. Значи, кратко и јасно, струјата е монополизирана, државна ли е, чива е, неевана ли е кај нас, ја више не знам, поделени се елеме производство, МЕПСО е транспорт, ова не знам што е, само знам дека не е кој што треба, нешто смрди. Така. Кажавте нешто, нели, лошо мириса, каде е тука проблемот? Дали едноставно прашањето е зошто
оваа иновација која што ја имате во Турција, зошто не во Македонија? Ние имаме доста реки каде што ова може да се, нели, да го има во пракса. Па пробав на реката Вардар, дојдов до некои структури, горе до власта, ми рекоа, докторе, која сакаш река земја, само Вардар не го чепкај. Као да е ветен на французите, на некои странски сили и така натаму. Со една они што мисла да поточат хидроцентрала нивна, што ќе имат експропријации, подигање на железници, поместување на патишта, плодно земјиште на Повардарието, се тоа ќе биде потопено. Со никакви промени, буквално нудам огромно производство кај што Македонија, дали во летен, во зимен период, или ќе го намали, ќе го зголеми, али Вардар идеална дужина, али после не ми капија тука, кај што е најполно вода. Идеални услови се тука, само што нема идеални луѓе. Така. Колку е потребна енергијата во ова време, во време на технологија, на вештачка интелигенција? Па размислите вака сега. Јас сега со ова, ако се отвори било каков погон за производство на овој, на мојот уред сега што е, сега замислите вака, ќе се вработат сигурно едно 1000 луѓе најмалку, 1500, да се држи цела Македонија. И сега видите вака, од една страна, и тоа добро платени, вие стимулирате сега стандард, стимулирате вработување, ги задржувате младите, им давате и креативност. И сето тоа, пошто јас не сум стереотипен тип, исклучио тоа и тоа, примам новитети, пошто позади мене стои тим инженери. Од ситуација водека, јас не гледам некако излез, али едината помош само може да биде по подигање стандардот на луѓето. Се замислете вие да сте 4 члена семејство, плаќате некаде 100-200 евра струја, и фактички имате уште еден вработен во фамилијата. Зашто да јоди трошок? И колку е процентуална инфлацијата? Инфлацијата ќе биде 0 во однос на заработката во однос на струјата. Сега тоа се инвестира, разговара со неколку банки, 50% се уплаќа и после 2-3 години на рати, уместо да плаќате невано, вие се враќате ратата, 30 години вие не плаќате струја, а можда и повеќе, пошто системот ми е направен. Они викаат 30 години фабриката, кај што ги взимам генераторите, тие се перманентни магнетни генератори, али на 24 сати работа, кроз 7. А кај мене да ќе работат по потреба со тоа што они ќе бидат многу малку експлоатирани. Летниот период кај нас многу малку се троши, имаме долги лета. А и зимскиот период, еве и сега, например, се 2-3 месеци само. Така. Имаше на ваква условно народски кажано инвазија на производство на домашна струја преку панели сончеви. Како го коментирате сето тоа? Меѓутоа сега мислам дека малку забавно тоа. Еве сега ќе ви кажам, јас сум изричито против, пошто ако е веќе еко, прифаќам, али зашто е ставен законот да после секои соларни фарми, кои ќе се тргнат, се употребат, тие некаде 15 години траат, исплатливоста им е последните 2 години. Доста скапа инвестиција, вие не смеете да садите ништо. Сега, дали имате вие одговор? Немате сигурно, пошто еве сега ќе ви кажам. Тој силициум диоксид е 10 на минус 6 величина. Тоа е нано силициум, кој што се вдишува. Многу лесно преоѓа преку бронхиите, оди во крвотокот, и ќе доаѓа до тешки промени. Сега последната вест што ја слушнав на интернет, на YouTube, цело Средоземно море со нанопластика било. Сега на кого да веруваме? Дали ме разбирате? Информации имаат и лажни, и вистините, и фейк, нормални и така натаму. Дали се работи на уништување на туризмот на Медитеранот или за нешто друго, или стварно е затруен, дали стварно има алуминиум во вакцините и тоа не е докажано. Еве Урсула фон дер Лајен, докаде е и што е. Важно некои чудни работи се дешаваат во светот, што ќе оставиме на времето. Индикативно е што еве сега, например, пошто кој лекар, многу зголемен бројот на аутистични деца. Ака секој дете е најдено вишок на алуминиум. Од каде е алуминиум? Вие сте тука, не помоците од мене, али моја генерација аутизмот не се знаеше како појам. А секој 10-то дете го има. И тоа дете е нефункционално.
Ние пробаме со инклузии. Не оди. Они имаат одредена надареност, уметност, музика и така натаму. Али комуникацијата и продуктивноста, имплементирањето во системот тешко оди. Истото тоа го проба тој метод и Англија. Англија не даде резултат. И се врти кругот, како да ви кажам. Едноставно не се гледа во луѓето кои што гледаат напред, као да политиката стана професија. И се малку ми е чутно. Еден комичар стана председател на Украина. Еден боксер или брат на боксер, тој Кличко, стана градоначалник. Еве доктор Филипче, доктор стана, па политичар. Овој кумот наш, не знам како се вика, овој Заев, што нигде не се спомнува, не знам, ме зачудува зашто го нема никаде. Така. Дали е во Дубај, дали е тука, Така да преминеме на темата која што темата е едноставна, само затоа што видите, треба да се разликуваат две работи. Кај нас се води политичка економија, а не економска политика. Така. Има ли Македонија потенцијал и во однос на природата и во однос на тоа што го нуди и во однос на човечки капацитет за да имаме вакви изуми за обновливи извори на енергија кои што ќе се практицираат? Прво би тргнал од една базична работа што основно средство за живот е водата. Тргнете и црквата исто така во секоја верска вика. 40 дена вие бил на пост Исус Христос со вода. Таа енергија што ја дава водата не може да ја даде храната. И се рачунајте, во Македонија ние имаме среќа што имаме голем број питка вода, голема количина. И тука е борбата. Истото тоа го има и Бугарија. Што правиме Бугарија што отвори атомски централи, кај ќе одат тие зрачења доле што ги закупуваат под земјата. Ако и кај нас отворат и кај нас ќе види исто проблем. А слушам дека и кај нас гиубрето го закупувале кај некаде, не знам. Колку се тоа рекла казала, не стојам позади тоа, али имаме еден апарат кој што мери радијација и радијацијата е многу зголемена во однос од пред 10 години. Така. Кој дел, каде не можам тоа да кажам, затоа што сепак нека остане тоа на политичарите. Така. Оние ако сака нека го кажат, ако јас немам намера да ширам лажни вести. Така. Потенцијалот на Македонија е огромен. Само што треба некој да застане позади некој добар менаџер, добар организатор и добар познавач на енергетиката. Екологијата кај нас треба да биде приоритет од едни од ретките држави. Знаеш што сме малце населени, а нема ни индустрија. Кажете ми еден наш производ што се изведува, нешто се извезува надвор. Така. Знаете ли еден? Ретки се. Еден кажете ми. Ајде кажете вие. Најверојатно го нема. Има. А мамас. Така. Вака, Али пазите, и ајверот е словеначки регистриран, не е македонски. И затоа е ставен мамас. Така, има наши производи секако и во западноевропските земји. Ајде се видите колку е потребна енергетиката. Зошто Албанија има 10-15 дена поран зеленчук на нашиот пазар. Таа медитеранска клима што е таму. И кај нив не треба оранжери. За 10 степени е разликата. И они тоа го добиваат најголемиот ќар и трговскиот дел е тука најголем. Така, поради тоа зеленчукот и овошјето е зошто ние да каснеме? Присутно да инвестициите се поскапи. Ајде и оранжериите кои ќе ги грееме ние џабе, ќе бидеме и пред Албанија, ние ќе имаме 24 месеци производство на зеленчук. А основата на целата и стандардот на населението е само по приходите, односно по исхраната. Да. Кои се други изуми ги имате ве? Лично можеби ги користите освен овие до сега за кои што зборувавме? Не ви навлегов сега, имам се уште неколку, само што сега не се за јавност. Иначе се доста тражени и веројатно и со тоа и ќе напуштам оваа земја, пошто е сега веќе сум пионер, пензионер. Така. Не наоѓам на некој слух. Си примам она што сум плакел, така да не се жалам околу тоа. Викат пензијскиот фонд ќе пропадне оваков, таков, добро, мене ми стига сега за сега доволно. Така. Како доаѓате до вакви иновации? Дали повеќе од читање литература или пак повеќе од практицирање, нели, во земјите кои што ги споменавте? Вака се ќе кажам, читањето до сега видов дека луѓето кои што имаат мака и размислуваат, кога јас бев на најголемата мака и немав средства,
и останав без еден родител, јас направив првата заварска машина. Значи, маката го тера човек. Така. А после тоа, од таа заварска машина, сватив некои преноси на притисоци и така натаму. Па единица добив у гимназија на Бернулиева Равенка, од кога ја разбрав и ден денеска ја памтам. И таа ја применувам сега во многу мои иновации. Дали ќе биде трансферот преку магнети, преку пренос на притисок, намалување, зголемување, важно да се добиваат резултатите идеални. Во еко услови со 0,00 загадување. Така. Бев во посета на вашиот дом, навистина вашиот дом изгледа како некој музеј со разни иновации кои што можеби некои стојат во фиока, некои се функционални, некои не се функционални, така? Се тоа кој што може да притребаат, знаете како е, тоа се уште не сум доседен дома, мада координацијата си функционира, децата работат тамо, двајцата се стоматолози, го наследија мојот бизнис, репутацијата не ми е мала, мислам, останува само да луѓето си одат по прав пат, ги усмерив, направив луѓе, па сега што ќе даде Господ, ще идеме дале. Така. Колку сте во комуникација со Заводот за индустријска сопственост, колку тие помагаат, колку вие не им може помагаат? да помогнат луѓето, затоа што видите вака, јас не знам никој сем господјата Ирена Данева, со други немам контакт, нити пробал некој да дојде до контакт до мене. Во Македонија зборува. Се јават индивидуалци, кои ќе спомнам само затоа што, пазите, заштитата е никаква, доаѓа до кражба на интелектуалната собственост. Сега еден пример ќе ви кажам. Дали вие знаете каде е најден петостепениот менјач на колите? Јас изненадив. Од црвена застава. Го има пронајдено Србин, кој што сега живее со 200 евра пензија, а иначе украдено е од Rolls-Royce. Ај сега вие тужите го Rolls-Royce. No chance. Така. Не пробајте. Исто така, ако сега да го тужите Евана, јас не сум слушнал, сите викаат, со Евана плати си, ако сакаш да биеш раат. Сите ги изгубиле споровите. Пошто исуството ни е така расипано. Друга работа, ги ви спомнал вештаците, не е законот секаде. Значи имаме закони, правда немаме. Вештаците треба да се стават под филтер да се види каква одговорност носат. Ради такви вештаци, и сега јас сум рекетиран од страна на државата, судиката на супер вештачење донесува одлука која што не одговара на материјалните докази. И тука веројатно се работи за корупција. А ниеден вештак не одговара пред никого. Така. Ајде сега, тука таа тема исто е многу незгодна, али морам да ја кажам, пошто сум лично погоден. Само без имиња ќе ве замолам. Не, имиња не спомнам, тоа е клевета веќе, али вештаците би сакал да се проверат и апелирам. И би сакал до премиерот, пошто е од техничките науки исто така, кои луѓе се таму ставени и кој нивната одговорност поради тоа што ќе го допишат. Економски вештачења уредни, чисти, платено све. Градежната, знаете, градежната мафија колка експанзија, контра. И јас сум се рекетиран од страна на државата. Само толку да ви кажам. Благодарност имам до судиката, која што издржа доста коректно беше, али сепак она мораше да се задржи, нека извини, она не беше судика, судии беа вештаците. Она мораше само да изрече. За жал. И она мора да се покрие. Така. Дали можеби позади овој проблем кој што сега го Исто така се деси овде. Стојат иновациите кои што ги имате и има тука голем удел, така? па што гледам некои сопки се поставуваат, али мислам дека правото на работа никој не може да ми го спречи. Или јас да го продадам надвор, се извинувам, онда вие губите. Кој губи? Јас сум македонец и сакам за мојата земја да работам, сакам да бидам тука. Дадов една понуда. Бев кај еден од овие министри за економија во претходните влади. Треба да помине низ влада, низ парламент, низ сето тоа, скали огромни. Еден практичар не најдов со убаво CV, практичарско теоретско познавање да биде направо министерско место.
Па ќе од лепачи на плакати станале министри. Дајте правите луѓе, наместите и кај што треба. Една Швајцарија што има 7-8 милиона народ. Има само 7 души парламент, што е ние, колку сме богати ние овие, колку 20-30 хиljadi, колку се вработени. Па уште колим да им даваме. Со црвени таблички нормално. Така. Претходно начинавте вие сте стоматолог по професија. Да. Како патот ве донесе кон Сасвим иноваторството? случајно и едноставно љубов, афинитет, едноставно ќе ги кажам. А иначе бев принуден да направам машина, бидејќи 60.000 марки беа мисловни именка тогаш за мене. И од отпадно железо, буквално дојав до ситуација да направам машина која што издолжив на саен. Беше заинтересен. Колку години сте имале? Студентски години? Како? Па 28 години. А првата идеја со Бернулиева ранка беше на 17 години, у 5 саца бајле, која го поправив кецот. Интересно е, целиот живот си носи све свое, така да сега кога правам една ретроспектива, задоволен сум затоа што успехот одржи човекот. А воедно, пошто сум работоспособен и мислам дека сега следните патенти ќе направат бум, али ако ова заврши вака, апел упатувам до сите, ќе ве мола, не ги фрлајте нашите деца надвор. Прво, едно дете да го ишколувате колку кошта и да го земе некој готово, образовано. Кој губи? Инвеститорот. А тек родителите колку губат? Емотивно. Тоа е огромна загуба за ова земја. Верувате, јас сум потекол доле од Валандол, од 28.000 општина дојде до 2.000. Така. И сега, последната дозвола градена што ја барат е пензионерски дом. Пошто Жално. нема млади. Така. Доктор, да прашам, дали вашите деца ги следат вашите чекори? Па имав Зборувам малку... за иноваторството, па и за стоматологија. Па тука они ќе ги наследат сите работи, пошто се во тек, не можат они, пошто ние држат стоматологијата и настојувам тоа, ова го правам во слободно време сега, пошто сум Дали покажуваат интерес за овие иновации? И како. Така. Уф, и тоа затоа што видите, доаѓаме во ситуација, стари не те бива за ништо, ти прлаш пари за ова, за она. Кој ќе го видат резултатот, мора во право се бил. Така. А тој одговор го имам и од инженери. Ајде деца мои се стоматолози. Ама инженер кој ќе се поклони, ја мислам дека поголема благодарност немам од тоа. Производството на на електричната енергија, верувајте, можам да ја направиме и од тука, гледајќи ве вас овде. Има доволно материјал. Верувајте, во оваа литар вода, вие во вашето возило да ја ставите, правите 135 километри. Ја гледате колка е енергетската моќ. На водата, како што Ајде со кажавте литар претходно. нафта колку ќе пројдете. Замислите и во пустина да сте. Имајте од Хилтон храна, најквалитетна, али без вода. 7 до 10 дена. Исус Христос, 40 дена без храна, ама со вода. Тоа се издржа. Значи, енергетската моќ е овде огромна. И сега гледате вака. Кај се наоѓа динамиката? Ај тоа што го видовте, гледате како се одбиват магнети. Така, да. Дојде ситуација, таа енергија е секаде околу нас. А зашто не ја користиме? Ја Марфиеви правила, наводно се е пред тебе, а не го гледаш, и тоа го прифаќам. Пошто јас го гледав, па требаше период да ми текне. Али од друга страна, па гледано, големите бизниси не дозволуваат. Сега замислите, првиот човек што го има најдено автомобил на вода, не е од сега, бил некој си Стенли Мајер, ама завршил трагично. Тоа е трагедијата. Електричните велосипеди, тротинети били уште 903-2 прекинати. Бежично пренесување на електрична енергија. Значи, сепак има постојани сопки за Не постојани, го обновливите видите, извори на секогаш треба да енергија, сте во- така и во вашиот случај. Па не е само мојот, ја мојот ке се ограничам, не морам да го пуштам, пошто имам стоматологијата, бизнисот тука ми е, пензијата ми е тука. Имам доволно за живење, не сум условен со ова. Ако сака некој да направи голема индустрија, изволте, купи го, носи си. Иначе џаве да го дам, не, пошто големи средства, приват патент е најскап, верувајте.
Сите викаат, ќе го даеш сега за до 30.000 евра производ. Преку 500-600.000 ме кошташе до сега. Само толку ќе викаш, добро, тоа се нарати. Али многу не го сваќаат. Има и доста интерес, само ќе видиме колку ќе се покаже, али мислев, имав надежи од Мицкоски, пошто е од техничките науки. Мислам дека имавте средба неодамна со него, така? Не. Или со владени представници? Владени беа, некои се, ама таа беа сите службеници, знаете, кои правници, економисти, кои што немаа појма од техниката, верувајте. Така да и правосудството затоа не е криво, пошто се заснива на неписмени вешти лица. А не сносат никаква одговорност, а одредуваат судбина за други. Да се еве, например, и за сето тоа да се направи, треба да се предвиди супервајзер. Јас имам роднина во Лондон и го испитуваат. Немало казни за паркинг, неплатени сметки, немало ништо. Сега на интернет мојата фирма беше поставена со А и 3+, преку централен регистар, стоматолошка ординација доктор Владимир Илиев. Нема долгови, на време се платено, идеална фирма да инвестирате. Без кредити. Зашто да ја дадовте? Без моја дозвола. Моравме, докторе, не можавме да најдеме друга таква чиста. Верувајте, никогаш не сум одел против законот. Што се дешава во оваа држава, не знам. Дали ваквите луѓе им сметаат, не знам. Така. Имате ли комуникација, соработка со другите иноватори кои што веќе можеби имаат? Се понудија неколку имаат души кои што веќе имаат, али немаат средства, они мисле дека јас сум многу богат и јас можам еден за 3 милиона ми понуди некакви си филтри. После првата емисија, човекот дојде ми кажа вака и вака. 3 милиона, тоа со мене мислел Нименка. Јас да имав тријаскија купе со Рабија. Така. Дали кажавте сте имале средба со луѓе од власта, дали ви ветија некоја помош во однос на реализација на овие иновации? Само го тежнува патот. Така? Ништо повеќе. Администрацијата, верувате, толку голема, дали го гледаат они као потреба, дали вистински е потребна толка администрација, што е со IT, ќе се сменат со вештачката. Што правиме после тој кој е електорат, ако го рачунат кој е електорат, кој ќе гласа за нив? Слушам денеска ќе бидат, нема да бидат општински, него ќе бидат со една единица изборна. Една изборна единица. Како ќе се реализира, не сум политичар, нити имам политички афинитети, едноставно само нека терат, али нека терат за Македонија. Затоа што, пазите сега, во Македонија се влезени огромни суми пари. Огромни. Прво не треба да влезат, имаме доволно народ. Зашто не се инвестира во нашата собствена економија, што ќе ни извади, како ќе ги вратиме ние пари? Заев даде само една идеја, па по 1 евро квадрат ќе ја заложиме земјата. А тој заев нигде не се спомнува сега каде. Така. Зошто не се спомнува, не знам. А кум ли е или што ли е, не знам, по професија. Да не навлегуваме толку во политиката. Не, а врзана е со сето ова. Со сето ова, така, секогаш политиката е врзана со сите сегменти. Не реков економска од политика. Животот. Ова е политичка економија. Имате ли можеби некои обиди да имате патентирано ваши производи во Македонскиот завод за индустријска сопственост? И конкретно кои биле тие пречки? Затоа што малку е нелогично да имате патентирано своји производи надвор од земјава, тука Не, нема логика тука кај нас, пошто никаква заштита немам. Второ, пробав. Што со тоа? Само административно собственик на патент. Кажавте дека не се тие признати во... Ништо, нити за адвокатско застапување, ништо. Али за надвор, преку 150.000 евра ќе ви одат, и тоа го на годишно ниво. Дали адвокати, дали тие ТИФ организации нивни. Тоа, верувате, е страшна една организација, пак ќе кажам, мафијашка. И на крај ќе ви исцедат со пари и после што ќе почнете. Мислам, јас нема да заработувам толку пари, не сум да не исцрпен извор. Колку можам, вложувам и тоа е све. И треба да се гледате, еден нормален човек си води нормален живот, ако е хоби, хоби е. Ако е навистина професија, онда ќе земам кредит. А зашто државата не застане позади? А има донации од надвор,
за развој на иновации, за патентирање, за сето тоа, а кај се парите? Еве сте вие, имате фамилија, да. Така. Ако сте вие коцкар, фамилијата што ќе ви биде? Вие се задолжувате на повише места. Така се задолжи и Македонија. Кој ќе ги враќа вашите пари? Сопругата, ако не го остави. Така. Докторе, за на крај, некој апел, некоја поука до институциите, а може би до иноваторите кои што... Вложување во сопствените сили би сакал да може да се направи економска политика, затоа што изразот на Македонија во сопствените сили. Никој нема да ни даде чабе пари. Секој ги пласира сопствените средства со одредени камати, со одредени услови. Кои се условите? Не знам, задкулисно се работи, нека излезат на видео. Еве се, и тие украдени пари завршуваат надвор. Јас сум искрен, јас не можам да ги извлечам од Турција. Сега тамо ќе отворам, ќе земам некоја вила, што да правам. Нема друга чара. Иначе, да ги донесете овде. Не бегам јас од данокот. Не бегам од ништо. Турција така се оградува и се заштитува. Така. Тука кај нас нема никаква заштита. Зошто? Па е поврзано, не е економска политика. Политичка економија. И се би апелирал до сите. Дајте да направиме нешто за Македонија, бе луѓе. Имав еден предлог. Не сакам пари, 10% од производството да ми дајате, 90 за вас. Одговорот знаете кој беше? Абе, докторе, тие 10 ќе ги добиеш. Но како да ги земе тие 90? Сигурно јас нема да ги земе. Само толку ќе ви кажам. И на секој треба да му биде јасно дека Македонија треба да оди напред, а ние со овие зајмови, со враќање стари долгови, партиите се обвинуваат едни со други. Еден ќе праша нешто, немаме одговор. Другиот, за ваше владарење. Дајте го одговорот, кај се парите, луѓе, без отчет сме. Без отчет. Јас не видов еден политичар кој што ќе заврши со мандатот, да е малце набилдан, мислам во стомачниот дел. А во џеповите не знам. Така. Доктор, ви благодарам на разговорот. Се надевам дека овој разговор ќе допре до тие институции кои што треба да помогнат на ваквите иноватори. Се надеваме дека ваквите иновации ќе бидат во пракса и во Македонија, меѓутоа и во земјите од регионот. Да го дигнеме стандардот на Македонија. Само толку би сакал, а со ова ќе го подигнеме, верувајте, со уште еден член непостоечки, а ќе работи за нас. А тоа е енергија во секој дом, како што кажавте на почетокот на емисијата. Ништо повеќе. Така. Така. И да сте 5 члено, ќе станете 6 члено семејство, а тој ќе ви носи пари од раѓање. Така. Ви благодарам за разговорот. Благодараме на вас. Така, почитувани гледачи, следува кратка пауза со реклами, па продолжуваме со Студио 10.